Централен дневник на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. И во ова издание со најнови информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас, следуваат настаните на денот. Вардарскиот плански регион воспостави соработка со францускиот регион Алзас. Поддршка од државата за иновативни идеи кои ќе ги подобрат работните процеси и ќе донесат подобри економски резултати. Кошаркарите на Борец баскет со победата на Михајловски се поблиску до влезот во првата кошаркарска лига. Вардарскиот плански регион воспостави соработка со францускиот регион Алзас во областа на винопроизводството. Целта на соработката е размена на искуства, знаења и вештини помеѓу експертите, енолозите, винариите, лозарите и сите организации кои работат во областа на винопроизводството, како и развојот на винските патишта и винскиот туризам. Експерти од областа на винопроизводството од францускиот регион Алзас им пренесуваат искуства на македонските колеги од Вардарскиот регион. На билатерална средба во организација на Вардарскиот плански регион, покрај размена на искуства, знаења и вештини помеѓу експертите, енолозите, винариите, лозарите и сите организации кои работат во областа на винопроизводството. Тема беше и развојот на винските патишта и винскиот туризам. Можам да кажам дека регионот Алзас поеќе неколку децении работи за постигнување на успех во рамките на виното, односно како да се добие поквалитетно вино и како истото тоа да се пласира на пазарот не само во Франција, туку и во светот. Поддршка на соработката даде и амбасадорот на Република Франција во Република Македонија, Лоран Соер, кој ја потенцираше стручноста на француските експерти. Овие експерти кои што ни доаѓаат од регионот Алзас ќе послужат да го пренесат доброто искуство и исто така да ги пренесат добрите практики што се однесува како во економскиот, туристичкиот, така и во земјоделскиот сектор. Позади соработката застане и Министерството за локална самоуправа, од каде го пофалија залагањето на Вардарскиот регион во областа на лозарството. Пелешкиот градоначалник и председател на регионот најави подпишување на договор за соработка помеѓу овие региони. Ке ги мапираме одредени активности во сегментот на винскиот пат, во сегментот на разминувањето на искуства, во сегментот на начинот на производство, сето тоа ќе оставиме стручните лица да го изработат. Меѓутоа, она што е карактеристично за нас е тоа што успеавме да почнеме соработка која што долгорочно ќе даде одредени резултати. Соработката со францускиот регион Алзас е втора од ваков вид за Вардарскиот регион, откако се воспостави соработка и со полскиот регион Голенов. Осум жители од општина Росоман вчера добија решение за еднократен отпис на долговите. Отпишани се заостанати долгови за електрична енергија, комунали и радиодифузна такса на граѓаните од ранливите категории. Поднесувањето на барање за отпис започна на 18 август, а крајниот рок беше на 13 октомври. Вчера градоначалникот на општина Росоман Стојан Челазов во општинската зграда на 8 жители од општината им додели решение за еднократен отпис на долгови. На граѓани од ранливи категории од општина Росоман им беа отпишани долговите, а сумата која им се отпишува изнесува од 20 до 200.000 денари. Отпишани се заостанати долгови за електрична енергија, комунали и радиодифузна такса. Поднесувањето на барања за отпис на долговите почна на 18 август, а крајниот рок беше 13 октомври. Се отпишуваат долгови настанати заклучно со 31 декември 2013 година, по основ на потрошена електрична енергија, топлинска енергија, кредитни картички, пречекорување на трансакцијски сметки и потрошувачки кредити, како и долгови за радиодифузна такса. Барања можеа да поднесат лица приматели на социјална помош, невработени подолго од 12 месеци и лица што имале смртен случај или инвалидитет во семејството и кои не можеле да ги исплаќаат обврските.
компаниите преку иновации своите идеи да ги пренесат во пракса. Со искористување на квалитетните човечки ресурси да се зголемат работните процеси и квалитетот на услугите кои се нудат. Ова поволно ќе влијае и на економската клима во Македонија. Повеќе од 70 компании заинтересирани за поддршката од државата за реализација на овој проект. Приватниот бизнес сектор во Македонија има потенцијал преку иновации да ги развива малите и средни бизниси. Фондот за иновации во соработка со сите заинтересирани страни и чинители работи на креирање на свесност кај компаниите за значењето на иновациите и искористување на креативните и квалитетни човечки ресурси, што е клучно за успех во 21 век. Најмногу се инвестира во нови производи и услуги. Дел од компаниите инвестираат и во нови процеси, но реализацијата оди потешко, па голем дел од нив се откажуваат од своите проекти. Идејата е да почнат да размислуваат дека сите вработени во компанијата се креативни и да размислуваат во насока на имплементирање на цел идеја менеджмент систем за структурирано собирање, генерирање, евалуација на идеи и тоа да се случува постојано и континуирано и да го искористат потенцијалот на вработените, но и на клиентите. Значи, идејата е постојано да го следат и задоволството на клиентите, бидејќи оттаму доаѓаат многу иновативни идеи за подобрување на услугите и на нивните производи кои што ги обезбедуваат. Мисијата е јакнење на конкурентноста на предпријатијата во креирање на приходи, но и нови работни места, што ќе биде бенефит за целокупната економија. Заинтересираноста кај компаниите досега ги исполнува очекувањата. Добивме задоволителен број на апликации, повеќе од 70-76 до сега. Очекуваме и попушта да пристигне доколку некој испретил попушта. За наши услови, за обемот на економијата, бројот на предпријатија и фазата во која што се наоѓаат предпријатијата во однос на иновации, одговара бројката и е сосема солидна и интересот е голем. Државата ќе го поддржи новаторството со 2,2 милиони евра, пари обезбедени од државната каса. Првите договори се очекуваат на крајот на јуни, а компаниите ќе можат да добијат најмногу до 30.000 евра. Трибина на тема Моја Македонија, мои можности организираше Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Општински комитет Велес. Целта е да се промовираат можностите кои ги нуди државата за младите луѓе, од гледна точка на отворање на нови работни места и поттикнување на иновации и предприемништво. Моја Македонија, мои можности беше темата на панел трибината која во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Општински комитет Велес се одржа во ликовниот салон. На трибината се говореше за активните мерки на владата на Република Македонија за вработување на млади лица во Македонија, можностите за напредок и успех во земјата, како и отворање на нови работни места преку привлекување на странски инвестиции. Со ова панел трибина се надеваме дека ќе направиме напори и кај младите луѓе што повеќе да аплицираат на сите оние мерки и проекти кои што ги нуди владата во изминатиот период. Се надевам дека ќе биде продуктивна трибина на која што подоцна голем број на млади луѓе ќе се обратат и до агенцијата за вработување и ќе се информираат многу повеќе за активните мерки. Своји обраќања и промоција на мерките имаат Тихомир Игњатовски, представник од Агенцијата за странски инвестиции и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски. Конкретно образлагање на новите мерки на проектот Македонија вработува, со тоа што тие стартуваат за 5 дена од денеска и од понеделник веќе сите компании и сите невработени лица кои сакаат да учествуваат во овој проект ќе може да додат во Агенцијата за вработување да почнеме процедурата, бидејќи се работи за многу едноставна процедура на вработување и мислам дека нема да имаме проблем во нејзината реализација. Со оваа активност Унијата на млади сили од Велес покажа дека е младина која се грижи за информирањето на младите и дека со нив комуницираат на теми кои се од особено значење. Нов сет прислушкувани разговори денеска опозицијската СДСМ објави од Велес. Презентирани беа 4 телефонски разговори. Во име на вестината, како што велат од СДСМ, вечерва се одржува и протестен марш.
Од ликовниот салон во Велес, опозицијската СДСМ објави нов сет прислушкувани разговори. Беа презентирани 4 телефонски разговори за кои СДСМ тврди дека се помеѓу високи државни функционери и новинари, кои според опозицијата укажуваат на незаконско работење. Проектот Вистината за Македонија продолжува. Граѓаните на Велес се приклучуваат во враќањето на слободата, демократијата и правдата во Република Македонија. Денеска од Велес, од центарот на Македонија, јавноста ќе слушне вистината за 3 скандали. Почитувани сограѓани, ве повикувам заедно да се изгониме ова зло, никогаш повеќе да не се повтори. Продолжуваме. СДСМ во Велес вечерва организира и протестен марш на кој е најавено дека ќе присуствува и Зоран Заев. Денешната пресконференција на Панче Иванов е само продолжување на сценариото на Зоран Заев за креирање на нестабилност во Македонија, за манипулирање со јавноста и за насилно превземање на власта. Нивната заедничка намера е повеќе од јасна. Во соработка со странски центри преку објавување креирани материјали и без поддршка на граѓаните сакаат да дојдат на власт. Искрено жалиме што господинот Иванов слепо се стави на услуга на неговиот шеф и со тоа стана соучесник во ова сценарио, рече од партиската говорница на ВМРО ДПМН Славчо Чадиев. Господа од СДСМ, во Велес ова нема да ви помине. Нема да помине затоа што токму вие ја имате одговорноста за уназадувањето и упропоставувањето на овој град. Велешани знаат и паметат дека Велес во времето на СДСМ од најразвиен индустријски центар стана најсиромашен и најуништен град во Република Македонија. Велешани знаат дека во времето на СДСМ најголемите фабрики во градот кои беа столбови на стопанството, низ така наречениот процес на приватизација, беа распарчени и оставени во тешки милионски долгови. Велешани многу добро се сеќаваат на Парцоланка, фабриката која ја распарчивте и ја оставивте во тешки милионски долгови. Онаму каде што работниците во ваше време беа тепани од страна на полицијата затоа што си ги бараа своите пари и своите 60 неисплатени плати. Владата ќе доделува земјиште под закуп на сите што сакаат да започнат агробизнис. Земјоделците ќе можат да го развиваат својот бизнис 15 или 30 години, во зависност дали ќе одгледуваат едногодишни или повеќе годишни насади. Во последниве 10 години доделени се 10.000 хектари обработлива површина. По 3 хектари државно земјиште ќе доделува владата под закуп за сите што сакаат да почнат агробизнис. Земјоделците со сопствени програми ќе можат да аплицираат на огласот што треба да излезе кон средината на мај. Проектот има за цел семејните земјоделски стопанства да се самовработат и на овој начин да обезбедат екзистенција или да го развијат веќе постоечкиот бизнис. Се дава офат некаде на 80 до 90% од територијата на нашата земја. Се чини веројатно дека за одгледување на едногодишни насади периодот на закуп ќе изнесува 15 години, додека пак за одгледување на повеќе годишни насади периодот би изнесувал до 30 години, што дава едно предвидливо опкружување во кое што потенцијалните корисници, идните земјоделци ќе може да го развиваат својот бизнис. Со новиот проект за развивање на агробизнисот ќе се овозможи и заживување на локалната економија. На земјоделците им се достапни неколку илјади хектари обработлива површина во 13 катастарски општини низ државата. Во последните 10 години доделени се 10.000 хектари обработливо земјиште на земјоделци, но и на фирми чија основна дејност е земјоделието. Идните земјоделци од година во година ќе можат да го прошируваат агробизнисот, а ќе се создадат и услови за намалување на невработеноста. – 23 април се слави како Светски ден на книгата и авторските права. Овој ден се одбележува со цел да се признае моќта на книгите за подобрување на нашиот живот, но и да ги поттикне издавачите и да укаже на заштитата на авторското право. Светскиот ден на книгата има задача да ги охрабри младите да го пронедат задоволството во читање книги. 23 април, денот кога светот го напуштија двајца великани во книжевноста, Мигел де Сервантес и Вилијам Шекспир.
Овој датум секоја година се слави како Светски ден на книгата и авторските права. Датумот има за цел да ги промовира книгите, да ги поттикне издавачите и да укаже на заштитата на авторското право. Описменувањето е клучот на знаењето. Тоа е есенцијално за самодоверба и осамостојување. Книгите во сите нивни форми имаат фундаментална улога. Во светот има 175 милиони млади луѓе, поголемиот број се девојчиња и млади жени, кои не знаат ниту да читаат, ниту да пишуваат. Овогодинешната порака на УНЕСКО е јасна – да ги зајакнеме напорите за промоција на книгата, перото, компјутерот, како и сите форми на читање и пишување, борбата против неписменоста и сиромаштијата и да изградиме трајни општества и стабилни темели на мирот. Општинската организација на Црвениот крст од Велес на работилницата на советодавната група ќе ги дефинира конкретните предлози, мерки и размислувања кои ќе представуваат основа за изработка на акционен план за превенција од дроги на подрачјето на Велес. Сите размислувања кои ќе допринесат да се намали бројот на појава на зависници од дроги ќе се преточат во еден документ, кој ќе биде наменат за учениците од 8 и 9 одделение, но и за средношколците од прва година. Сакаме да ги нотираме, односно да ги инвентираме конкретни предлози, мерки и размислувања кои што би представувале една основа за изработка на акционен план за превенција од дроги во локалната заедница, поточно на подрачјето на нашиот град Велес. Овој предлог документ ние во текот на летниот период сакаме добро да го обработиме, сакаме добро неговата содржина да ја осмислиме и да ја изработиме и веројатно како советодавна група ќе се заложиме да тоа представува еден документ кој што би одел на Советот на општина Велес, нешто да биде како еден акционен план или еден стратешки документ за действување на планот на превенција од дрогите. Од вестите од Македонија, Груевски се сретна со представници на Европската Унија. ЕУ со препорака Македонија и Косово да одржат состанок на највисоко ниво. Марија Алексова. Председателот на владата Никола Груевски вчера оствари средба со представниците на работната група на Европскиот совет задолжени за проширување на Европската Унија. Соговорниците разговарале за реформската агенда на владата, во насока на реализација на реформите и мерките насочени кон исполнување на критериумите зацртани од интегративниот процес на Македонија во Европската Унија. На средбата, како што се наведува во соопштението од кабинетот на премиерот, станало збори за предизвиците поврзани со состојбата со политичкиот диалог, при што беше истакната важноста од институционално действување и нивно надминување. Соговорниците разговарали за надворешно политичките аспекти во процесот на европски интеграции, при што премиерот Груевски ја истакнал нашата посветеност и заложбите за понатамошно унапредување на добрососедските односи и регионална соработка, се наведува во соопштението. Властите на Македонија и на Косово, поради сериозноста на состојбата, треба да одржат состанок на кој треба да се договорат двете земји тесно да соработуваат во борбата со илегалните поминувања преку граница. Ова го порача официјален Брисел по упадот во караулата во Гошинце кој се случи во вторникот. Од Брисел го осудуваат нападот во македонската караула на северната граница и бараат сите политички субјекти да се однесуваат одговорно и да ја смират состојбата. Ваквата реакција доаѓа откако во вторникот од МВР соопштија дека 40 лица, најверојатно од Косово, влегле во караулата и ги нападнале 4 полициски службеници. Лицата според МВР биле облечени во униформи на УЧК и порачале: пренесете дека ни Ахметин и Груевски може да ве спаси. А од вестите од светот, Бугарија склучи договор за гасна врска со Романија и Грција. САД и Албанија подпишаа спогодба за стратешко партнерство. По денешниот вонреден самит во Брисел, Европската Унија ќе враќа назад преку 150.000 мигранти. Бугарија во средата подпиша договор за изградба на врска со гасните мрежи во соседните Романија и Грција.
Бугарија користи околу 3 милијарди кубни метри природен газ годишно, а 95% од потребите ги задоволува од Русија. Новата гасна врска, договорена меѓу Бугарија, Романија и Грција, позната како вертикален гасен коридор, ќе чини околу 220 милиони евра и ќе започне да функционира во 2018 година. Преку оваа конекција, Бугарија ќе може да откупува газ од Азербејџан и од терминалите за течен природен газ во Грција. САД и Албанија во Вашингтон подпишаа спогодба за стратешко партнерство, при што албанскиот министер за надворешни работи Дитмир Бушати порача дека двете земји имаат долгорочна соработка како во НАТО, така и во однос на борбата против тероризмот и екстремизмот. Американскиот државен секретар Џон Кери по повод подпишувањето на документот рече дека Албанија е силен партнер и пријател на САД. Подпишувањето на спогодбата за стратешко партнерство на САД со Албанија е обид за потесна соработка во борбата против тероризмот, борбата против ИСИС, безбедноста во регионот како и други активности. На денешниот вонреден самит во Брисел, земјите членки на Европската Унија донале решение за враќање назад на преку 150.000 имигранти и бегалци, кои преку Либија се префрлаат во земјите од Европа. Користејќи медитеранската траса до италијанскиот брег, 150.000 имигранти пребегале на европско тло, а само во првите 3 месеци од оваа година, повеќе од 36.000 илегалци се префрлиле до бреговите на Италија, Малта и Грција. Илегалците ќе бидат вратени назад врз основа на европските прописи за нерегуларно и илегално влегување на територијата на Европската Унија. Во меѓувреме, Обединетите нации и Меѓународната организација за миграција ја повикаа Европската Унија да отстапи од минималистичкиот пристап и да превземе мерки за покренување спасувачки акции за мигрантите на море и да прифати поголем број бегалци. Кошаркарите на Борец баскет со победата на Михајловски се поблиску до влезот во првата кошаркарска лига. Нов селектор на фудбалската репрезентација на Македонија е Љубинко Друловик. За овие и останатите вести од домашниот спорт во продолжение. Екипата на Борец баскет го победи тимот на Михајловски во Команово во 18-тото коло од втората кошаркарска лига. Со конечен резултат од 58:66, Велешани забележаа уште една значајна победа, и тоа на гостински терен. По оваа победа, велешките кошаркари се чекор поблиску до посакуваното второ место на табелата и влез во првата кошаркарска лига. Во сабота, со почеток во 19 часот во спортската сала Гемиџи, Борец баскет го пречекува тимот на Радовиш, кој им е директен конкурент за втората позиција на табелата. Нов селектор на македонската фудбалска репрезентација е српскиот тренер Љубинко Друлович. Тој ќе ја предводи репрезентацијата до крајот на квалификациите за Европското првенство 2016. Одлуката за избор на новиот селектор била донесена според претходно дефинирани критериуми на Фудбалската федерација на Македонија. Друлович има кариера во Порто, Бенфика, Партизан, а во 2013 е избран за најдобар тренер во Србија. Финансиските услови, но и желбата да се работи со помлад стратег треба да донесе свежина во работата со репрезентацијата. Имам голема чест, а уште поголема одговорност да ја преземам должноста селектор на репрезентацијата на Македонија. Благодарност за моето именување до председателот Илчо Ѓоргиевски и до сите членови на управниот одбор на федерацијата. Сите кои ме познаваат, знаат дека ќе направам се за да ги оправдам очекувањата. Ќе се обидам да докажам дека мојот избор е добра работа за македонскиот фудбал, изјавил Друлович. Дерби мечот од 26-тото коло во фудбалското првенство на Македонија помеѓу Шкендија и Вардар ќе се одигра в петок, соопшти Фудбалската федерација на Македонија на својата интернет страница. Првично надпреварот требаше да се одигра денес, но ФФМ на препорака на Министерството за внатрешни работи, а поради инцидентот на караулата во Гошинце, го одложи надпреварот. Фудбалската федерација на Македонија, мечот кој ќе започне во 14 часот, а ќе се одигра на стадионот Башкими во Куманово, го прогласи за надпревар од висок ризик.
Францускиот прволигаш Флери ќе му биде спаринг партнер на македонскиот ракометен шампион ЖРК Вардар пред настапот на Final Four турнирот за европската титула во Будимпешта. Од денеска до недела французинките ќе имаат 2 заеднички тренинга со вардарки, а ќе одиграат и 2 тест дуела, едниот од затворен, а вториот од отворен карактер. Утре двата тима ќе си ги одмарат силите без присуство на публика, а на вториот меч в недела ќе има и гледачи. Експедицијата на Вардар ќе патува за Будимпешта на 7 мај, а во полуфиналето со Будукњос ќе играат 2 дена подоцна од 16 часот и 45 минути. Во зависност од исходот на тој меч, веќе следниот ден на 10 мај, црвено-црните ќе играат во финалето или во мечот за третото место. А од меѓународниот спорт, Перо Антики и Атланта до водство од 12-0. Брейк на Сан Антонио. ЦСКА Москва втор учесник на Final Four. Реал и Јувентус полуфиналисти во Лигата на шампионите. Перо Антики и Атланта стигнаа и до водство од 2-0 во серијата од плейофот против Бруклин, славејќи на синоќашниот надпревар со 96-91. Во интересен дуел со израмнет финиш на крајот, јастребите беа поконцентрирани за нов триумф. Антич за нешто повеќе од 13 минути на паркетот постигна 8 поени дополнети и со 2 скока. Наефикасен кај Атланта беше Пол Милсап со 19 поени, додека Корвер дуелот го заврши со 17 поени. Во поразениот тим Джек имаше 23 поени, а Лопес заврши со 20 постигнати поени. Шампионот Сан Антонио успеа да израмни 1-1 во серијата против Клиперс, победувајќи во продолжение со 111-107 и на тој начин се стекна со предност на домашен терен во продолжението од првата рунда на плейофот. Најзаслужен за победата на гостите беше неверојатниот Тим Данкан, кој со ефект од 28 поени и 11 скока го запиша својот 159-ти дабл-дабл во доигрувањето. На последниот меч на вечерта Мемфис лесно славеше повторно против Портланд, овој пат со 97-82. Кошаркарите на ЦСКА Москва синоќа забележаа победа на гостувањето во Атина кај Панатинаикос со 74-55. Со вкупни 3-1 во победи ја завршија серијата во своја корист. Првата и третата четвртина московјаните ги решија во своја полза со двоцифрена разлика, што се покажа како доволно за конечен триумф. Најдобри играчи во победничкиот состав беа Нандо Деколо со 18 и Андреј Кириленко со 13 поени и 10 скокови. Вечерва се играат четвртите надпревари од пресметките Олимпијакос и Барселона и Ефес со Реал Мадрид. Екипите на Реал Мадрид и на Јувентус се пласираа во полуфиналето на фудбалската лига на шампиони. Ова е епилогот по синоќашните реванш четвртфинални дуели на кои стрелците не беа расположени. Хавиер Ернандес Чичарито со гол постигнат во 88-та минута го однесе својот клуб во полуфиналето и му возможи да се надева дека ќе биде единствениот кој одбранил трофеј во елитното надпреварување. Последните 20 минути Реал ги одигра со фудбалер повеќе, поради вториот жолт картон за играчот на Атлетико Арда Туран. На првиот дуел кога Атлетико беше домаќин, резултатот беше 0-0. Без голови заврши дуелот во Монте Карло меѓу Монако и Јувентус. По победата на италијанскиот шампион на првата средба со 1-0 се покажа како доволна за влез во големата четворка. Денеска имавме сончево и топло време. Во продолжение деталната временска прогноза за општините од Вардарскиот регион.
Ова беше се што информативната редакција на К1 ви подготви за денеска. Останете со нашата програма. Имајте пријатна вечер.